Почитувани, владата на Мицкоски го доведе во ризик еден од најважните столбови на социјалната сигурност, пензискиот фонд. Нема пари во државната каса за исплати на пензии, а власта го загрози и вториот пензиски столб. Дупката во ПИОМ се продлабочува и достигна речиси 40%. Ова е резултат на расипничките политики на ВМРО и јасен доказ дека владата нема решение како да обезбеди долгорочна стабилност на пензискиот фонд. Изјавата на гувернерот Трајко Славевски дека до 80% од идните пензионери кои ќе се пензионираат во периодот од 2030 до 2032 година нема да можат да обезбедат ниту минимална пензија. Тоа е потврда на катастрофалната состојба во пензискиот систем. Наместо сериозни реформи и стабилизација, владата посегна по уште еден поопасен чекор. Го доведува во прашање и вториот пензиски столб. Вториот столб кој се воведе за да се намали притисокот врз државниот фонд и да се обезбеди дополнителна пензија за идните генерации, сега Мицкоски најавува негово можно окинување или сериозно слабење. Парите во овој столб се лични средства кои работниците ги издвојуваат со години за сопствената пензиска сигурност. Укинување или слабење на овој столб значи уште еден поголем притисок врз и онака ослабениот државен пензиски фонд. Дополнително, неговото укинување значи дека идните пензионери ќе зависат исклучиво од државниот буџет кој е пред колапс. Во отсуство на правилни политики, власта планира изголемување на стапката за придонесот за задолжително пензиско и пренасочување на парите кон ПИОМ. Ова е опасна политика. Кога владата ги гледа парите на граѓаните како решение за својата неспособност да управува со јавните финансии, тогаш никој не може да биде сигурен дека неговите заштеди ќе останат заштитени. Ова не е пензиска реформа, туку признание дека власта нема капацитет да го одржува пензискиот систем и да им гарантира сигурна пензија и на сегашните и на идните пензионери. Фондот за пензиско и државниот буџет немаат доволно пари за исплата на пензиите. Јавниот долг неконтролирано расте. Само за 2 години ВМРО создаде нов долг од 2,5 милиарди евра, буџетскиот дефицит на средина од годината е потрошен. И ова не се пари за стабилни пензии и плати, за подобро здравство, образование и повисок животен стандард, туку милиони евра за криминалните партиски тендери на ВМРО. За 2 години Мицковски и неговата влада не само што ја загрозија сигурноста на сегашните пензионери, туку ја доведоа во прашање и иднината на генерациите што допрва треба да се пензионираат. Ви благодарам.